Убиство, обид за убиство, силување, тероризам, шпионажа и кривични дела сторени при семено насилство не се дел од новиот закон за амнестија кој го подготвува Министерството за правда, но делата од организиран криминал не се исклучени. Во телефонски разговор за Алфа потврдува министерот за правда Кренар Лога. Тој призна дека ВМРО ДПМН не се запознаени со содржината на предлогот за амнестија, откако денеска ќе биде доставен до сите пратенички групи, Министерството за правда ќе ги објави сите детали. Претходно на официјалниот Facebook, Министерството за правда објави дека има поддршка од сите политички чинители во земјава, но очигледно ставот на политичките партии допрва ќе се знае. Како што досега е познато, нацрт предлогот опфаќа навалување од 20 до 30% на затворските казни за сите кривични дела, без разлика на висината на затворската казна со исклучок на тешките кривични дела. Лога појасни дека затворите се пренатрупани и не постои можност за вистинска ресоциализација, бидејќи во келиите заедно се сместуваат повторници и лица кои за прв пат се огрешиле пред законот, па според министерот од затворите излегуваат осуденици, дипломци во областа на криминалот. Министерот Кренар Лога главната причина за амнестија ја лоцира во пренатрупеноста на затворите. И не само тој, за истиот проблем со затворите реагираше народниот правобранител и невладините организации. Состојбата на македонските затвори е тема години наназад, за која се уште нема конкретно решение. Еден од начините со кој Лога сака да го реши проблемот е амнестија на осуденици, но засега не е познато кои имиња ќе бидат на листата амнестирани.